Неколку пати тоа го зборуваме и веќе е јасно на граѓаните. Социјалдемократскиот сојуз додека ги имаше во поседување сите овие разговори, не излезе ниту еден разговор од приватна природа, ниту пак нешто што е надвор од делокругот на потврда за криминали, корупција, незаконско работење или неетичко работење со штета на граѓаните и државата. Разговорите од нас се предадени на 30 декември 2015 година. Овие разговори треба да ги прашате Сашо Мијалков, Никола Груевски, Горан Груевски, од каде се, заради тоа што имат, предпоставувам, 2 до 3 пати повеќе разговори од тие што ние ги поседувавме и ги доставивме до специјалното јавно обвинителство. И уште еднаш да нема дилема. Ние сме доставиле 540.000 аудио разговори и повеќе од 520.000 текстуални транскрипти на Word документи, PDF фајлови, Excel, табели и други. Така доаѓаме до бројката од 1 милион разговори. 540.000 се аудио разговори. По моји информации, Министерството за внатрешни работи, односно во посет на Сашо Мијалков и врхушката на власта, се работи за повеќе од 1.500.000 само аудио разговори и тие се должни да објаснат по кои канали, каде се пуштат тие разговори и зошто излегуваат тие разговори. Да не заборавиме, дека и државното јавно обвинителство, предводено од Марко Зврлевски, потврди во обвинителниот акт против Заев, дека прислушувањето е направено од МВР со опремата на Министерството за внатрешни работи. Докажувањето во постапката е дали Звонко Костовски и други луѓе зеле дел од материјалите за да спасат Македонија, или тие ставале дел од тие материјали за да се слушат. Тоа ќе го потврди правосудниот систем и апелирам до специјалното јавно обвинителство, до правосудството на Република Македонија пред изборите. Мора да се знае кој прислушува во државата. Тоа е минимум што го должиме сите пред граѓаните на Република Македонија. Апсолутно им е јасно на сите, но правно формално е должност и на судот да потврди преку судски пресуди кој прислушувал во Република Македонија. Само на тој начин ќе се отстранат сите овие шпекулации. Така да треба да се праша директно Никола Груевски, Сашо Мијалков, Горан Груевски и петата управа на Република Македонија од каде излегуваат овие разговори.